Матичните лекари на протест пред подрачните единици на Фондот за здравствено осигурување, во знак на поддршка за нивните колеги кои беа казнети од фондот. Ова следи по измените во политиките на фондот, со кои матичните лекари добија можност тие да издаваат рецепти на ниво на специјалист, поради недостаток на доктори во помалите градови. Ова направи тие да мораат да ги надминат предвидените квоти и буџетите за лекови, кои пак останаа непроменети. Сдруженијата на матични лекари велат дека не смее медицината и пациентите да страдаат само поради лошото планирање на фондот и бараат промена на казнената политика. Како амбулантата понатамо да продолжи да работи во вакви услови? Овде сакам да истакнам дека не се работи само за оваа казна. Во оваа казна ние ќе прашаме дали лековите одат на терет на фондот или на терет на матичниот доктор и пациентот, бидејќи ако јас на секои 3 месеци издвојувам, а реално кажувам и досега сум издвојувала казна од 1000 евра на секои 3 месеци, тоа значи дека јас практично ги плаќам лековите на моите пациенти. Ваквото работење е апсолутно неисправно. Матичните лекари додаваат и дека промените и новите можности за препишување лекови, покрај тоа што им донесоа казни, им ги зголемија и трошоците за работа. Велат, решението е дигитализација на здравствениот систем и зголемување на капитацијата. За да ние обстанеме со сите оние трошоци, со сите тие оние работи што произлегуваат во нашата секојдневна работа, нас треба да биде 150 денари најмалку вода, за да ние може сите трошкови наши да ги платиме. Генерално имаме бегање, значи надвор, имаме многу вработувања, тешко се наоѓа персонал, тешко се наоѓаат доктори, уште потешко се наоѓаат сестри и фактички ние не сме со нашите плати што ние ги нудиме, не сме конкурентни на јавниот сервис. Од Фондот за здравство пак се правдаат. Велат, тие само спроведувале правилник кој постои веќе цела деценија. Реакцијата на матичните лекари е поради целта за рационално препишување на лекови која што е на сила повеќе од 10 години и поради која им се намалува дел од капитацијата доколку некој од матичните лекари ја надмине таа цел. За состојбите во македонскиот здравствен систем алармот го вклучија и младите лекари. Велат, ако не дојде до реални промени на подобро, тие ќе бидат принудени да си заминат и среќата да си ја бараат во странство, бидејќи во Македонија не можат да опстојат. За мене, како млад доктор, навистина имам и прекрасни колеги кои што сигурен сум, еве и јас сум дел од тие колеги кои што веќе навистина може би и сме разочарани од системот во како и на кој начин работеше и функционира нашата држава, па може би тоа да биде еден поголем апел да се стави акцентот на младите доктори, затоа што навистина можеме да направиме многу големи промени во општеството, имаме желба, а секогаш треба да се потсетиме дека доколку сакаме за било каква промена, секогаш промените започнуваат од самите нас. Во меѓувреме, министерот за здравство се огради и ја префрли одговорноста за проблемите кај Фондот за здравство. Додека пак оттаму велат дека ќе прават анализи и пресметки зошто е дојдено до оваа состојба, мнозинството матични лекари да треба да плаќаат казни.